Ке се обидам да внесам малку разумност во работењето на Комисијата за образование. Веќе втора, односно трета недела се обидуваме на владеачкото мнозинство да му доловиме дека не станува збор за совршено никакви инатења од страна на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Напротив, станува збор за почитување на основните правила и принципи на парламентарното функционирање. Колеги, ве замолувам за ред во салата. За основните правила и принципи за парламентарното функционирање на Собранието на Република Македонија, и тоа по правилата и прописите кои што ова собрание ги има донесено во отсуство на опозицијата од овој парламент. Сакам да кажам, сакаме да ве научиме да ги почитувате вашите основни принципи на функционирање. Зошто социјалдемократски кршење на основните права и основните закони во Република Македонија да поминат невнимателно и неказнето. Зошто? Затоа што ако го гледате стенограмот кој што овдека се мафта, и ја погледнете видео снимката од работата на седниците, ќе видите дека постои разлика од фактичката состојба на видеозаписот до она што е запишано во стенограмот од работата на комисијата. Тоа некој го направил или го направил по нечи налог. Основните правила во парламентарната демократија, па и во Република Македонија. Зборуваме за демократски држави, за жал нашата држава не е таква, меѓутоа мора да почитува еден минимум на правила. Во моментот кога некој ќе побара процедурална забелешка, престануваат сите дискусии во комисијата или на пленарна седница и председателот на комисијата или председателот на собранието е должен да му даде на пратеникот да изнесе својата процедурална забелешка за потоа да продолжи понатаму седницата. Ние во моментот кога господјата Најденовска ја стави така наречената одлука која што вие ја велите, дека е донесена, имавме повеќе од 20 луѓе побарано процедурално да се јавиме за да дискутираме на тоа прашање. Вториот момент, каде што е грубо прекршен деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, е дека председател на работно тело, односно комисија, е должен да внимава во работата на комисијата да се почитува деловникот на собранието и евентуално деловникот за работа на комисијата. Тој деловник за работа на комисијата овдека го немаме. Значи е должна да го почитува деловникот за работа на собранието. Согласно тој деловник, председателот не може да стави на гласање одлука која што се коси со одредбите на деловникот. Нејзина должност е по службена должност како председател на ова работно тело да внимава и таквите предлози, без оглед кој ги предложил, дали тоа бил Илија Димовски како координатор на ВМРО ДПМН или бил потикнувач на таквата одлука, нема да смее да ја стави на гласање, бидејќи таа е во спротивност на деловникот на Република Македонија. Исто како што Трајко Велјановски на пленарна седница не може да стави да се изгласа одлука дека камени мост се продава на Никола Груевски.
Не може да донесе собранието. Спротивно на законот за заштита за културни споменици е Камени мост со одлука на собрание да го доделиме собственост на Никола Груевски, за да може да си стави еден споменик и за себе на мостот. Не може да е приватна собственост. Ова собрание е државна институција. Не е партиска организација на ВМРО-ДПМН. И тоа е едно основни работи кои што мора да се разберат. Одлуката која што наводно била стаена на гласање, иако е спротивно на сите постапки и процедури стаена на гласање, е спротивна на деловникот и како таква не може да биде предмет на гласање. Ако го прифатиме преседанот кој што се обидувате да го воспоставите, да ве прашам, кој ве спречува вас, како овдека мнозинство оваа комисија, да донесете одлука дека се забранува дискусија по амандманите поднесени од опозицијата? Дали ја сваќате абсурдноста на вашето поведение во изминативе 2 недели? Сега ќе предложи Крсто Муковски, кој што е тука заменик координатор, и ќе ставите на гласање дека на пратениците на Социјалдемократскиот сојуз и Сдружената опозиција на Македонија им се забранува дискусија по амандманите. За принципи зборуваме. Дали разбира? Ќе изгласате одлуката и ќе речете комисијата донела одлука. Тоа што е спротивна на деловникот, мене ми е жал ако навистина ви давав некоја добра идеја. Зашто стварно сега веќе почнувам да се плашам, ги гледам реакциите на пратениците од ВМРО-ДПМН, дека не им е така лоша идејава, може стварно да изгласате идеја дека се забранува на пратениците на СДСМ да дискутираат по амандмани или да бараат процедурално. Бидејќи овдека ни го забранивте процедуралното. Вчера координаторот на ВМРО-ДПМН во својата дискусија директно го спомена пратеникот Томислав Тунтев од Социјалдемократскиот сојуз. Човекот 2 дена затоа што е споменат во говор на говорница, бара процедурално. Бара процедурално човекот. Како да ви објаснам? Елементарно право е кога некој ќе ве спомене, а вие сте присутен во салата, да можете да му вратите. Господинот Томислав Тунтев беше на 2 пати споменат од координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН и не можеше да добие процедурално. Како пратеник јас во собранието на Македонија согласно деловникот по кој што би требало да работиме. Вчера се обидував на госпоѓата Најденовска со 15-минутно повторување на една реченица на македонски јазик, кој што се надевам го слуша, ама не сум сигурен колку добро го разбира, да ја објаснам дека како пратеник имам право на процедурални забелешки за време работата на ова работно тело, како и на сите други работни тела. Дури и во оние 3 комисии што согласно актуелниот деловник на собранието на Република Македонија има некакви си ограничувања во дискусиите на пратениците, немате одредби кои што се однесуваат на правото на пратеникот да побара процедурална забелешка. Не се ускратува тоа право дури и онаму каде што постои рестрикција. Не можете, не смеете. Правно е недозволиво и е кривично дело да носите одлука спротивна на деловникот. И тоа ви го кажуваме за ваше добро. Не за вас лично, за господја Најденовска како творец на тоа кривично дело. Затоа што доаѓаат промените. Некој сериозно ќе треба да се замисли за своето поведение. Верувам дека половина извршен комитет на ВМРО-ДПМН, ако не и фазла од тоа, веќе сериозно се размислува за своите дела во изминативе 10 години. Затоа што видовме дека не се недопирливи. Не постои недопирлив човек во оваа држава. Правото во оваа држава ќе почне да владее. Почнува да владее. И сите ќе бидеме еднакви пред законот. Без оглед од каде доаѓаме, без оглед кој сме, без оглед каква во моментот или некогаш во животот функција сме обавувале. Нема да ги ставаме луѓето во некакви повластени или понеповластени позиции затоа што биле на определена функција во владеачка или опозициона партија. И сега, презумпцијата на невиност ке треба да ја почитуваме кај овие очигледни и ноторни криминалци, кај другите слушам господинот Стеванаджија дофрлува овдека за некакви луѓе за кои што презумпција на невиност не може да важи, нели? За овие ваши бандити може да важи, за други за кои што е недокажано какви се, нема да важи, нели?
Срамота е да кажеш дека Миле Јанакиевски, Гордана Јанкуловска Колега, привршувајте. И Кирил Божиновски, членови на извршен комитет на ВМРО ДПМН, направиле злосторничко здружување со цел да фалсификуваат избори, за да вие овдека се перчите со силата на бројката. Еве боли силата на бројката кога ги видовте илјадата амандмани. За да разберете како се осеќаат граѓаните кога вие со фалсификувани избори мајоризирате и малтретирате држава, да видите како е со силата на бројката кога вас ве малтретираат. Дали ме разбирате? Еве ви силата на бројката. И овој закон нема да го донесете од ниједна друга причина. Сега јас ќе ви објаснам зошто нема да може да го донесете овој закон. Затоа што ја потценувате опозицијата, затоа што ги потценувате сите институции за кои што требаше да дојдеме до согласност дали овој државен универзитет е потребен на Македонија. Ако го повикавте Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Македонската академија за науки и уметности, постојниот државен универзитет Кирил и Методи, Битолскиот и Штипскиот, и ја констатиравме потребата во ова општество и оваа држава дека ќе треба да се основа еден ваков универзитет, тогаш веројатно ќе немавме никаков проблем. И да ви кажам, сега ќе се вратам на дискусијата на колегата Драган. Ако е навистина ова што вие го велите дека ние сме против национална безбедност затоа што не сме прифаќале ваков универзитет, ВМРО, ДПМН и ова раководство се најголемите велепредавници на Македонија. Затоа што ако знаете дека оваа држава била 10 години без безбедност, што чекавте до сега да направите ваков универзитет? Како не ви е срам така да лажете? Како не се срамите од своите зборови? Оваа држава има воена академија. Оваа држава има факултет за безбедност. Оваа држава има други 25 факултети правни. И вие одеднаш, зошто? Затоа што ви текна вашите потрчковски професори кои што немате кај да ги згрижите, да им дадеме универзитет, ние сме биле велепредавниците, оти не сме гласали универзитет за национална безбедност. Вие сте најголемите велепродавници во историјата на Македонија, зашто 10 години тоа сте го знаели и не сте го направили овој универзитет. Колега Шилигов, привршувајте, ве молам. Привршувам. Како можете уопште да... Срамота е, за вас е срамота. И спомнувате, значи две политикански тези овдека спомнувате. Првата е оваа за националната безбедност, од која што навистина, верувајте, прв пат дискутирам кон вас лично вака, зашто се осеќам повреден, затоа што мене ме сметате за предавник. Ако е навистина таа теза дека е така, тогаш сте вие еден од велепредавниците, затоа што 10 години сте чекали ова да дојде. И втората политиканска теза е што во оваа дискусија сакате како кукавичко јајце да ги внесете меѓунационалните односи во Република Македонија. За универзитет за кој што вие гласавте. Пратеничката група на ВМРО ДПМН гласаше за универзитетот Мајка Тереза. Пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз не. И тоа треба да е јасно кажано. И овдека сега се повикувате на не знам си каков патриотизам. Нешто ќе кажувате, не декларативно, не на курир по раките. Што правите бе вие големите патриоти за актуелниот проблем во Топанско поле? Што правите бе? Ништо не правите. Привршувајте. Немојте да се служите со ефтини политикански трикови. И навистина се очекувам дека денеска конечно наводно ми е кажано дека во 20 часов одам на дебата, дека Илија Димовски ќе се јави на дебата, таму ќе одиме и нема да можам да ве сослушам. Би дебатирал со вас на овие теми на тоа кој е голем патриот, а кој е големиот преданик во Република Македонија. Навистина би дебатирал. Меѓутоа, во современиот свет најголемите патриоти се оние кои што се грижат за доброто на граѓаните на својата држава. Оние кои што избркаа 600.000 луѓе од оваа држава. Оние кои што ги осиромашија 400.000 граѓани да живеат со 180 денари. Тоа се најголемите издајници и уништувачи на Република Македонија.